Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добродојдовте во Гласот на народот, понеделничко издание. Почитувани, имавте можност да ја слушнете, да прочитате најавата, што денеска ја префериравте вие, а мене пак задоволство да ја реализирам заедно со мојот почитуван соговорник Синиша Пекевски, докторант на стратегиски комуникации во наша пријателска држава Словенија, која е голем поддржувач на Македонија во европските и во евроатлантските интеграции, меѓутоа од која можеме да слушнеме и да научиме многу, но колку научивме, ќе да знаеме, само да го поздравам и посакам добро вечер и добродојде на мојот почитуван соговорник. Добре најде и благодарам за поканата да гостувам во вашата емисија. Не случајно го дадов тој вовед докторант на стратегиски комуникации, со оглед дека во политичката амбиент на Македонија недостасуваат професионалци, едуцирани кадри кои знаат како да се однесуваат во политичкиот амбиент. Па недостасуваат многу кадри и многу професионални кадри. Добар дел од тие кадри што се искусни и професионални во својата професија и во својата област се надвор од Македонија, бидејќи условите кои владеат во моментот во Македонија, каде што се цени само непрофесионалноста и експертизата, допринесе да луѓето својата среќа ја побараат надвор од Македонија и своето знаење да го таму да го пораснат и да го имплементираат. Синиша, сакам во контекст на тоа што темата дефиниравме заедно, тоа беше нефункционалност, дали функционални или нефункционални политичари, ја ќе речам политика. Како ја дефинирате ова тема или овој предлог на тема што вечера ќе биде како една наша заедничка? Па вака нефункционални политичари у суштина заради тоа што кој е бенефитот од македонските политичари? Дали вие, еве јавно ве прашувам пред аудиториумот, дали вие сте видели некој политичар кој има некаква функција и таа функција употребува во насока на подобрување на статусот на граѓаните на Македонија или воопшто во унапредување на имиџот и подобрување на положбата на Македонија како држава во светот. Значи, кога зборуваме нефункционални, заради тоа што тие не знаат да функционираат, бидејќи не знаат да работат. Едноставно немаат нити знаење, нити експертиза и најлошо од се нити желба имаат да направат нешто што е добро за нашата држава. Повеќе пати го поставам како тема и како прашање, и како критика и веднаш фидбекот е алергија. Зошто напаѓаш, зошто обвинуваш, зошто земаш таков став? Доста со такви напади врз нас, ние сме представници на народот. До кога ваква демагогија и таа обладна? Не знам како тоа го доживуваат представници на народот, устори не се представници на народот. Еве ќе видиме, баш правев анализа колку од политичарите, актуелните политичари се богати или сиромашни. Че го земе го простечното богатство на еден македонски граѓанин и простечното богатство на еден македонски политичар со минимум 4 години искуство или работа во политика, дали парламентарец или на некоја јавна функција, е несразмерно. И суштина како тоа произлегува од народот. Значи, и втората работа е како тоа представник на народот, кога народот е, погледнете ги анкетите, ќе ви покажат колку се незадоволни од политичарите. Дали има тоа некаков ефект врз нив. Зошто не се прави евалуација, например на година дена или на 6 месеци, да видиме што тоа они сработиле во изминатиот период, па да видиме дали тоа е нешто што допринесува, го ветиле, а подоцна го исполниле. Значи мораме да бидеме реални во тој дел. Едно зборуваат, ветуваат, од друга страна дали го исполнуваат.
Ме подсети, ќе предам на тие, нема да ми Не, забравиш. проблем. Ме подсети една изјава на Васил Топурковски, доктор Васил Топурковски, кој збореше токму една моја емисија пред 20 на години. И вели Слободане, повеќе чар и ајр ќе видиме ако имаме секој месец еден мини референдум, народот да се произнесе како работат политичарите. Ајде да не речем еден месец на 6 месеци. И ја викам, Циле, како може тоа? Па така ќе се испита лакмусот. Мислам, народот ќе го опипа пулсот и ќе им даде одговор. Дури и на ситуација Синиша, јас секогаш сум за повикување на институтот пратеник, на функцијата пратеник. Дали е тоа изводливо и намерно во законот за пратеници, за изборни пратеници, е така скроено да нема тој институт? Апсолутно. Сите закони што ги носат во законодавниот дом пратениците, од овој претходните, од почетокот од самостојувањето на Македонија, се носат во нивна полза. Значи не може вие да бидете избрани на 4 години, да не може никој ништо да ви направи, никако да ве смени. Втората работа е, ако земеме последните измени на кривичниот законник, кои се направени толку нетранспарентно, толку инкогнито, толку на еден начин на кој не ја одразува реалноста, да би кажува се. Еден мој пријател во областа во која работиме вели, политичарите, бидејќи ги добиваат најголемите бенефити од тоа што се на власт, казната во однос за исто дело на обичен граѓанин треба да биде барем 3 пати поголема. Зошто? Заради тоа што граѓаните му дале моќ и власт да он располага со средствата на државата, со парите собрани од даноците, да не представува и ако не го прави на тоа на најдобар можен начин или го прави намерно да извлече некаква лична корист од тоа, треба да плати. Што значи дека ако некој граѓанин украл нешто и биде казнет за 1 година за некое дело, за истото дело политичарот треба да биде казнет 3 години. Намерно ќе ги ставам овие прашања што се горливи, тоа се за една армија на народ, градители, инвеститори на Македонија, познати како пензионери или луѓето во третата доба. Излегува силни, авторитетни, цврсти, сигурни, искрени, сигурни во себе, барајќи она што им заслужуваат линарно покачување на ниските пенсии. Тоа е една група околу 250.000 македонски граѓани, по роди државјанство да речам, државјани кои зимат пензии до 15.000 денари. И ќе завршам. Ова држава е по устав и дефиниција социјална држава. Министерката за труд и социјална политика не ги испочитува, не ги удостои, ниту сака да го слушне гласот на пензионерите. Еве како скорешен доктор по науки, како го толкуваш се тоа? Па, ова власт веќе на заминување и сосема јасно дека нема со кого веќе не се скара. Поврзано со зголемувањето на пензиите на пензионерите, линеарно, не знам дали е тоа финансиски изводливо, заради тоа што треба да се направи детална анализа. Ако се направи детална анализа и кога вие ќе излезете со некакви факти, многу полесно луѓето ја согледуваат ситуацијата и ја примаат, за да видат колку тоа ќе кошта, од каде ќе се најдат средства, што значи тоа за нашата економија и слично. Втората работа треба да се има во предвид и тоа дека луѓето додека работат во работниот ден, додека се пензионираат, плаќаат придонеси. Тие придонеси треба да видиме колку плаќале, колку допринесувале. Кога пред да се пензионираме, гледаме што повеќе пари да земеме, што помалку да дадеме на државата, а кога ќе отидеме во пензија, бараме многу повеќе од државата. Не може едно со друго и тоа треба да бидеме малце реални во тој сегмент. Не може од една страна да не даваш или да даваш многу малце, ако ќе дојдеш во позиција да бараш премногу. Да, Синиша, морам тука да додадам, да се подсетиме со таа криминална приватизација. Не може во Бланди да наречеме поинаку, тоа е криминална приватизација. Стана тогашните директори преку ноќ тајкуни. Од друга ситуација, жртва на транзицијата се тие луѓе кои денеска апроксимативно имат таа пензија 15.000 макс, бидејќи остана без работа, остана на улица, без од технолошки вишоци, не најдоа работа, не се снајдоа во животот. Јас сум долго време во
во областа на претприемништвото. И јас секогаш верувам дека човек треба да работи додека е жив. Што значи дека треба и да учи и да допринесува некако за да може да заработи дополнително од некаква работа. Значи ако пензијата од една страна е мала, ајде да видиме што може државата некако да помогне во делот да го оспособи тој пензионер што има секако физички и ментални можности за да видиме како може да го искористиме и он дополнително да заработува. Од друга страна, Преска, да не го заборавам, пензионерите се иритирани и не би излегле толку на протест заради тоа што толку лесно функционерите си ги изголемија плати да се 78. Затоа ви го кажав, кога функционерите може да се зголемат платата толку лесно за толкав голем процент, и да најдат средства, тогаш менувањето на кривичниот закон не треба да биде во насока на олабавување на казните, туку треба да биде уште подрастично во однос на казните, доколку ги прекршат законите и правилата и лично се обогатат. Така да случаите со Рашковски, со Мухамед Зекири и со уште некои што ја злоупотребиле својата положба, треба 3 пати повеќе да бидат казнети заради тоа што парите кои ги менаџирале се на граѓаните. Фактичката ситуација вели дека не оди вака. Државата е во амбис. Странскиот фактор, кој не милам секојаш да дозволам да ми дава насоки, меѓутоа клиентелистичкиот, додворувачкиот потенцијал во сите изминати години, да бидеме искрени, не само во овој амбиент, во сите амбиенти. Може би некаде се покажувало некој авторитет, но сепак не 100%. Македонија ја доведе во оваа многу тешка ситуација. Народот, според анкетите, како што спомна, кажа не. Се чувствуваме максимално несигурни, во хаос сме и сакаме промени, сакаме избори. Од друга страна, ова наметната авторирана власт, која дојде по пат на една шарена револуција, обоена, како да наречеме, не го исполни тоа што го вети, ни правда, ни мир. Имаме хаос, имаме корупција, имаме криминал. Зошто страв од избори? Зошто страв од соочување? Ти имаше една интересна колумна, анализа, и би сакал да ја коментираме, молим те. Па, зашто страв? Дали вие порано би се откажале од привилегиите кои ги уживате, само заради тоа што народот не ве сака? Нормално дека не. СДС и ДУИ знае дека таа влада знаат дека паѓаат. И сега они само го одложуваат она што е неизбежно. Но што повеќе они останат на власт, тоа повеќе лични бенефити и лични користи за нив. Фала Богу дека јас ги разбирам нив и тие се дојдени по пат на, ајде да кажем, шарената револуција, ја уби и последната надеж што македонскиот народ ја имаше, дека ќе се случат некакви позитивни промени и државата ќе се придвижи кон во позитивна насока. Кажувате странскиот фактор. Некако имам чувство дека македонските политичари за се советуваат и бараат дозвола или бараат мислење од странските дипломати. Не ја гледам причината зошто ние како политичари туку македонските политичари на поклонение би барале или би биле сервилни кон странските дипломати. Странските дипломати си го гледаат само својот интерес. Апсолутно. Кој е интересот на американската амбасада да биде добра кон нас? Па фала Богу, склучивме толку коруптивен договор со Бехтелиенка кој чини над 1 милиарда и 300 милиони долари, во кој заради тој договор цените сега драстично растат, бидејќи нема пари во буџетот, даноците од 5 на 10% се качуваат, основни продукти во кои влегува и цвеклото, љутеница, бебешка храна и да не ги набројувам понатаму, заради тоа што нема пари. И кој е бенефитот? Дали еден излезе и кажа тој договор чини милиарда и 300 милиони и сега инвестициите во тие два автопата што ќе бидат направени, ќе донесат приход толку и толку по година и за толку и толку време ќе се исплати таа инвестиција. Не, они само го потпишаат тој договор и ќе се турка 240 милиони плаќаме пенали. Не, тој е високо коруптивен и криминален договор. Прашањето ми е дали некаде во Европската унија или во САД
постои ваков договор кој е подпишан. И дали би се толерирал? Не. Мене ме интересира еве нека одговори било кој од македонската влада, од амбасадите кои излагаат и го фалат овој договор, или од Европската унија да кажат дали постои. Не, заради тоа што Европската унија излезе и кажа дека ваков договор не постои во Европската унија и овој начин на склучување апсолутно, не го кажа коруптивен, но употреби софистицирани зборови да ни кажа дека тоа е така. Дали се случи нешто подоцна? Апсолутно не. Ако го поставам под прашање со оглед дека имав неодамнешните 24 часа една добра средба со еден силен аналитичар, твој колега, кој вели Томичова ми наликува, че не рече, че не спомнат антиалбански настроени, меѓутоа коридор како да дефинира некоја карта, ајде така наречена тиранска платформа или веќе голема Албанија. Па не би рекол, ова е само коруптивен, криминален. Апсолутно нити груби, нити Ковачевски ги интересираат меѓуетничките или меѓунационалните односи. Не ги интересираат личните бенефити кои ги добиваат. Договорите кои се подпишани и бенефитите кои ќе произлезат, видовме кои се во надзорен одбор, кој какво искуство имал пред изборот, покажува дека апсолутно не е дел од некаква стратегија за, не знам, полба на чување на Македонија, туку е стратегија за креирање само лична корист. Синиша, американската амбасадорка госпоѓа Агелер, само што пристигна од авион, се симна од авион, вели сите криминалци ќе бидат ставени, однесени таму кај што припаѓаат. После на известно време... Па да, ги ставија во влада. Со составен дел. Па да, ги ставија во влада. Вие гледате дека имаме личности кои се на црната листа. Дали нешто на тие личности им фали? Еве имаме еден е во парламент, еден е градоначалник. Се случува нешто? Дали им се случува нешто на нив? Не. Кога спека овој проект, нешто да ми кажеш за гасната централа Чебрен и Галиште? Па не сум доволно стручен. Дали тоа ново предавство? Не сум доволно стручен во таа област. Она што го читам од експерти е дека не е добар тој договор, но лично не можам да заземам став бидејќи не сум направил анализа и не сум стручен во тој дел. Има некои професори, поготово од Битолскиот факултет. Трајков мислам, да, во кој кажа дека зошто не треба и како треба да се изменаџира тој проект. Верувам бидејќи чим е професор, чим ги разбира тие работи, нема зошто да не им веруваме на струката. Јас секогаш верувам на струката, него на на политичари кои го кажуваат тоа што народот сака да го слушне во тој момент. Меѓутоа сепак е најавен како голем нов финансиски скандал. Пак ќе кажам, не сум доволно компетентен да можам да кажувам за некои работи кои не ги познам толку, не сум навлегол подетално во нив за да можам да го искритикувам. Им верувам на стручната јавност која вели дека тој договор не е добар, но не можам да кажам апропро да дам мојата 100% согласност заради тоа што сепак треба малце повеќе да дознам за целата таа работа за да можам да го кажам своето мислење. Да, овие минути што следат, навистина се жешки минути, бидејќи жешка колумна анализа направи. Ја би те замолил во името, моје име како автор на оваа емисија и на нашите гледачи Народниот парламент Гласот на народот, да ни образложиш, да ни малце објасниш што стои, кој е таен бојкот на претставителските избори, што е тоа што се готви крчка од страна нова окторина на власт, која никако не сака на избори, оди и живее со плаш од уставни измени, нема избори и така, меѓутоа сепак е спасна со својната кожа, а зад кулисно се кријат големи играри. Апсолутно нека се играат, си ги прават тие стратегии, направени се долна анализа и анкети да покажат дека ситуацијата е поразителна или погубна за нив. И тоа е една од причините зашто не сака да ги спојат претседателските и парламентарните избори. Идат на картата да го натераат опозиционата ВМРО да го подржи договорот со Бугарија, да ги внесеме бугарите во уставот, со цел еве после ќе им дадат избори, ќе ги спојат. Да, со тоа што со таа внесувањето на бугарите ВМРО ќе изгуби добар дел од поддршката што има, заради тоа што она за што се бореа долго време ги стопираа,
ќе излезе дека ги предале и автоматски им дава ветар во грб на СДС да добие поголем број на пратеници. Лично не верувам дека ќе ги спојат претседателските и парламентарните избори, затоа што не им одговара. Една од причините зошто е тоа така, затоа што очекуваат со помош на албанските граѓани да победи кандидатот кој ќе го предложи актуелната власт, поддржана од ДУИ, и тоа да биде некаков ветар во грб за наредните претседателски избори. Од една страна го слушам претседателот Пендаровски, кој вели дека се уште не знае дали да се кандидира, што за мене е сосема чудно и неразбирливо, заради тоа што од една страна вели јас сум непартиска личност, дојден сум од граѓанскиот свет, а кога треба да ги послуша граѓаните или граѓанските асоциации поврзано со измените за кривичниот закон кој го подпиша, вели јас сум политички избран. Така да јас претседателот би го нарекол поделена личност, затоа што еден е кога ќе стане сабајле, друг е навечер, или утредената е сосема различна личност, од причина што тоа што го кажал денес не важи утре или воопшто не се сеќам. Да се вратам малце на анализата за изборите. Не верувам дека ќе го поддржат Пендаровски. Мислам дека како претседателски кандидат ќе го истакнат Оливер Спасовски, кој не ги крие своите амбиции и верувам дека ќе биде нивен кандидат, но доколку не биде он кандидат за председател на Македонија, тоа значи дека тогаш идат на карта да ги избојкотираат, условно да ги избојкотираат вториот круг на изборите и да не се оствари цензусот од 40%. Но од таа страна кога направат тоа значи дека си пукаат во нога дополнително, не во нога, си пукаат во глава, и целиот граѓански свет што постои во Македонија има право да гласа. Верувам дека нема да гласа за СДС никогаш повеќе. Оние што не ги поддржуваат ВМРО и не можат никогаш да гласаат за ВМРО, имаат алтернатива, и мене многу ми се допаѓа филозофијата на Максим Димитриевски. Верувам дека еден од политичарите кој може да донесе нов дух сега за сега како што се движи, така да верувам дека контото на гласовите од СДС ќе заврши таму. Мојата анализа говори дека ако го направат и ги избојкотираат изборите, дека СДС нема да освои ни 10 пратеника на следните парламентарни избори. Че доживеете повеќе пати прашувам ситуација на СИРИЗА или може да се измисли комплетот? Значи јас веќе 2 години говорам дека ќе доживее судбината на Демократска странка у Србија. Значи на последните истражувања Демократска странка, не ДСС, туку ДС, е под прагот или има 1,5% како се вика рейтинг во меѓународно, што значи дека ќе биде вон парламентарна партија. Се најави Зоран Заев, како што пише, насмен на коњ се качил, очекувајќи дека ќе биде наименован или префериран да биде председателски кандидат. Нема шанси. Значи Зоран Заев е завршена приказна. По мене тој би требал да заврши во притвор заради сето она што го направи на Македонија и сите оние акти кои ги и криминално преземање, именување на закони и слично допринесе да треба да биде таму каде што треба да биде. Пардон, се извинувам. Во контекст на сето тоа, најсвежо е новата сделка на Рек Битола со искупување на јаловината, организирана на тендер, знаеме како се добијат тие тендери. Подизведувачи се уште 3 фирми, у кои една од семејството на Заеви и каде има убава сделка околу 4-5 милиона, така пишуваат медиумите. Како го коментираше тоа? Па еве ви кажав, значи да земеме што е тоа што Заев направи, ако вети кога ја предводеше таа шарена еволуција и кога победи на избори, парламентарните избори. Дали се сеќавате на бројчаникот кој беше ставен? Дали се сеќавате на начинот на кој ги изгласа промените за промена на името на Македонија? Дали ги смени судиите или судскиот? Не. Што направи? Склучи договор
склучи договор со одредени структури, криминогени структури кои беа дел од претходната власт и бизнисите продолжија. Сега веќе никој не го ни знае неговото богатство и богатството на неговата империја. Она што треба кај нас да профункционира ДКСК да има реална моќ. Има ли моќ? Може ли да тоа е само апсолутно никаква, тоа е само да кажам фасада. Значи она може да истражи, да препорача, да каже и тука завршува целата. Или Државниот завод за ревизија. Значи вие кога ќе најдете некакви лоши работи, условно, неправилни работи, автоматски треба да следи санкција кон тоа. Што се случува со тоа? Ништо. Што значи дека нема казнивост, нема апсолутно никаква казнена одредба. Да, и вие постојано очекувате ние како држава да се придвижиме. нема шанси. Синиша, повторно ќе се задржам на твојата анализа која наистина побуди многу граѓани и еве можност да продолжиме со твојата анализа. Ќе го направи ли тоа дуј сигурен партнер во идната владеачка коалиција со ВМРО ДПМН, може би со СДСМ, апропо двете сценарии за политички атентат на... Па, изборите ќе покажат реалната слика во Македонија и ќе видиме како ќе албанскиот фактор или албанските партии ќе бидат поделени. Што значи кој од нив колку пратеника ќе освои. Гледаме дека крилото на БЕСА, Изет Меджити и уште една партија Алијанса на албанци. Да, не Алтернатива многу се радикализира од прогресивни партии, многу се радикализира и верувам дека ќе освојат некаков дел и ќе имаат број на пратеници. Дека дуи ќе има положбата која што ја има сега, нема да има. Но од друга страна, мислам дека тој начин на функционирање да мора да има македонска и албанска партија во власта, апсолутно не треба да воопшто да постои. Треба да формираат треба да формираат власт оние кои ќе се договорат. Што значи ако неколку партии, дали со албанскиот блок, дали со македонскиот блок формираат мнозинство, тие треба да формираат владата. Значи ако бидејќи сега ги вклучуваме, мора да има македонци, значи ние сме фактички бинационална држава и фактички сме федерација, што е тотално погрешно. У суштина цело време зборуваме за мултикултура, сите граѓани се еднакви, а уствари не се, некои се поеднакви, некои се помалку еднакви. Што значи дека не се ценат гласовите и граѓаните еднакво во политичкиот систем. Меѓутоа, водата секојаш албанскиот политички кампус си ги води според нивните национални пориви, желби, апетити, идеи, се тоа како, а при тоа тие се родени во Македонија. Гледаме на интонирањето на македонската национална химна, тоа беше најсвеже за 11 октомври, 8 септември, вториот човек или првиот човек, да речеме владата, Артем Груби, ниту збор не изусти. Устата народот вели кога да била сошиена. Како ние можеме да очекуваме една таква политички амбиент кој ќе мисли за националните интереси, државничките интереси? Да, видете, еве ќе го земам, најсвеж ми е примерот со вице-премиерот Фатмир Битичи, во кој на прашање на еден новинар изреагира така навредливо. Мене ми беше тотално реакцијата чудна, најискрено да кажам, и не сватив што е тоа што толку го повреди и толку лошо да изреагира, бидејќи правото на новинарот е да прашува прашање, а должност е на новинарот, на политичарот, кој е јавно избран и платен со наши пари, да дава изјави. Ако не му се допаѓа, нека се врати во приватниот сектор, тогаш нема да дава никакви изјави на прашања кои не му се допаѓаат. Како за ова реагира и го свати толку при срце, а од друга страна, кога еве отворете конкурси во јавни предпријатија, пишувам македонец, албанец, ром, чекај сега, бараме квалитет или бараме квантитет. Значи, ако бараме квалитет, ајде ги избереме најдобрите. Што значи? Може да има 10 жени, па да нема некаков баланс мажи-жени, не мора да може да бидат 10 албанци ако се најдобри,
зошто тогаш да правиме поделба да мора да има. Или ајде да кажеме веќе кога се правиме бројки, окей, да кажеме во владата има 15 министри, 8 треба да бидат македонци, 6 треба да бидат албанци, 20 треба да бидат роми. Да. Добро, па треба да имаме 15, ако е премиерот машко, тогаш треба да има 8 жени. Мислам, не ја разбирам ја таа поделба. Значи едно општество за сите, во кој сите се. Благодарам за колегата мој и јас му давам поддршка, меѓутоа друга страна испадна многу нелогично и непоимливо негов дел матуриран премиер кој дури неумесен збор употреби нацизам или како го спомна. Во секој случај дали ниту да му се извини или едноставно Надменоста на премиерот Ковачевски е дегутантно веќе да кажува. се коментира. И воопшто не би ја коментирал. Не е тоа прв пример негов каде што реагира несоодветно и не застанува во интерес на оние кои плаќаат и допринесуваат да тој земе толку висока плата. Од една страна, од друга страна тоа покажува неговата ароганција, ја покажува која ја иритира јавноста и тоа ќе си го види многу брзо. Тоа што сакам да вратам повторно на анализата твоја, околу самото прашање што го постави колегата од Алфа телевизија, што секој од граѓаните Македонија сака да слушнат, да дојде до таа уставна криза, каде што ако не успеат председателските избори со цензусот, со прагот да се надмине, нели, да биде под прагот на излезноста, тогаш би имале председател на држава, ВД би бил председател на собранието, од друга страна според договорот меѓу СДСМ и неговиот коалиционен партнер ДУИ, албанец тој е Артан Груби, кој да е. Што добиваме? Колегата постави прашање. Дали натаму треба... Видете, нити нешто ќе добиеме, нити нешто ќе изгубиме. Реално ја не го гледам како криза, заради тоа што ако е менија македонец председател, буквално никаков ќар немаме од него. Значи се труди да биде граѓанин, еден ден е граѓани, еден ден е политичар кој ги брани ставовите на СДС, друг ден ги брани ставовите на ДУИ, четврт ден зазема некоја друга страна, така да апсолутно не менува. Може би го иритира, видете, мислам дека народот веќе е замарен од тие националистички тензии и ова се намерно се подига според мене во овој период. Тензијата се дига заради тоа што Македонија економски, јас имав интервју во еден весник пред известно време и кажа дека Македонија е банкротирана држава. Буквално сме ние банкротирани. Како најлесно да го тргнеш вниманието од банкротот? Фрли му некакви... Само дигни под горија тензијата, веројатно е многу лесно, со оглед на тоа дека имаат медиуми, имаат одредени провладени новинари, не одредени туку добар дел, и кои многу лесно ја дигаат таа тензија. Еве, имаше анализи на мои колеги кои ја водат финансиите, велат дека Македонија од независноста до 2017 имала задолжение околу 4,5 или 4,7 милиарди евра, а од 2017 до сега имаме уште 4,8. Значи, која дискрепанција? Значи, за 4-5 години имаме колку изминатите 20 години. Дали се сеќавате кога Ману излезе со претходниот председател на МАНУ, кога излегува колку Македонија дневно се задолжува. И тоа беше таква дигање на тензија меѓу народот, значи еве готово само што не сме банкротирале, а сега видете што се случува. Се земаат толку многу кредити, секој ден се задолжуваме на па веќе не знам на колку аукции, зелена обврзница, државна обврзница, кредити, да не зборувам, толку лесно проје. Па видете, тие што ги потпишуваат, не име гајле кој ќе ги врати, заради тоа што они нема да ги враќаат. Нивните деца, нивната фамилија, добар дел веројатно не ни живее тука или иднината гледаат надвор. Така да нема да ги враќаат они, ќе ги враќаат даночните обврзници. Меѓу другото и заради тоа цените се дигаат даноци. Меѓутоа, дефинитивно сметате ли дека треба да се случат промени во државата? Абсолютно. И како ги гледате ваквите ситуации, овакви играри, овој циркус Максимум што го организираат ова октруирана ненародна власт, ДУИ и СДСМ, имајќи факт дека му се подготвува некој, под наводници, некој политички атентат на Мицковски, пишувате. Што тоа значи?
Па не би рекол политички атентат, тоа е веројатно во дополнително во анализата напишано и од самиот новинар и од Како ви го и од други. Па не би рекол политички атентат. Она што се случува сега е разгорување на политичката борба, во која, знаете, ако политика и љубов се е дозволено, сите средства и она што се прави сега, на условно креирање на раздор во опозиционата партија, мислам дека нема да смени ништо. По мене, лично мислам дека и Мицковски и Груевски лошо изигра и дадоа несоодветни изјави поврзани со одредени теми. Меѓу колку се сигурни граѓаните дека е тоа тачно и дека ова е токму таа тактика со математика, Девите Тимпера растави и владе. Бидејќи рейтингот на СДСМ дуи катастрофално во пат, со оглед дека истиот Груевски не даде зелено светло уште 2012 без разлика со кого се сретнал, меѓутоа не се сретнал со пицмајстори, се сретнал со високи американски функционери. И кога им рече не. И Мицковски исто така, вика нема да се случат уставни измени. Значи, јасна е ситуацијата. Во политичката амбиента во ВМРО ДПМН е Не, Мицковски вака малце Мицковски не вели дека нема да има уставни измени, вели дека нема да има уставни измени во време на владење на оваа власт. Вели дека е можен договор, повторен договор со ЕУ и со Бугарија. Меѓутоа што откако Македонија, че Значи во влада на ВМРО. Јас лично верувам дека им постои и има шанси за нов договор, ништо не е тоа уклесано у камен да не може да се промени. Мислам дека е нов договор и дека во Македонија ако почне реално да профункционира правото, владење на правото, и ако ние почнеме да се фокусираме кон себе, а не кон сервилност кон одредени амбасади из држави, верувам дека ние ќе потикнеме, ќе си овозможиме нов договор. Бидејќи во условите каде што сме сега, и такви какви што сме, Македонија апсолутно не може да очекува никаков договор и според мене Македонија нема нема да влезе наредните 20 години во Европската Унија, заради тоа што нити е Македонија спремна да влезе во Македонија. Нема никакви реформи насторени. Нити ЕУ е спремна за вакви држави, поготово за проширување. Видете колку е поделеноста во самата ЕУ и они што велат дека ќе направат менување или гласањето да биде со мнозинство. Како ќе го направат тоа? Треба сите да гласат едногласно. Зошто мислите дека Бугарија или Унгарија ќе се согласи да им се исклучи можноста со која може да влијат врз одредени прашања? Нема да се случи. Излезе председателот поранешниот на Македонија и премиер на Македонија, председател на СДСМ Бранко Црквенковски со една група поранешни председатели кои рекоа не ваков начин на притисок, да речам, народна забелешка и новинарска забелешка по секоја цена во Европска Унија без исполнување на реформите во државата, а апропо тоа да Европската Унија помогне финансиски, економски да се направат тие реформи и економски развиток на државата, па да влезат како што е. Вака, Бранко Црвенковски беше премиер во 2 наврати во Македонија, беше председател, имаше можност да направи еден куп работи. Не ги направи, креираше тајкуни, креираше невладење на право, така да јас не би го земал за сериозен. Да, не би го земал за сериозно и неговото говори и поготово што го нема долго време, па ќе се јави со некоја изјава. Не. Ако сакате да бидете активно вклучени, треба цело време да ви има, а не да од време на време да ускокнувате со некакви изјави. Така да не ја гледам потребата и не би ја коментирал неговата изјава, за мене е тотално ирелевантна. Бил на позиција, имал можност, имал влијание, тогаш треба да ги заврши тие работи. Сега да паметува е малце несоодветно за мене. Сведоци сме дека бевме заложници не на политичка гарнитура, бевме оценувани од политичкиот амбиент во кој бил коалиционен партнер на СДСМ и функционираше како, што кажува, командантот. Дали е време да се оценува? Не може никој со ништо да ве оценува
ако вие немате направено нешто лошо, ако вие играте или делувате транспарентно, честно и во интерес на државата, со што ќе ве уценуваат? Синиша не можеше да падне владата, бидејќи зависеше од гласовите на Дуј. И не можеше да дојде колку пати Мицковски со неговата пратеничка група издействувал. Дури имавме можност кога еден висок функционер од Холандија дојде и врше притисок на еден така наречен пратеник, за да се појави на денот на гласањето и пропадна. Значи, повеќе пати доживувавме една таква смешна ситуација, што милувам секојаш да велам циркус максимумс. Ние пак се враќаме на почетокот, она што го Дали е зборевме. вредно? Значи, ние немаме овој начин на избирање на пратеници или овој начин на функционирање на државата се покажа како несоодветен. Че треба да се направи нов закон во кој, како имате права, треба да имате и одговорности. Не можете вие да бидете изберени еднаш, а да Имате 10 кандидати. Значи, ќе го земам примерот и со Даниел Арсовска. Да. Значи, тоа е цунами за Скопје. Значи, јас ретко го употребувам овој израз, но верувам дека после Зоран Заев ова е најлошиот пример на политичар и е буквално цунами за Скопје. Она што му го направи ова силување, ова тепање, малтретирање на Скопје, јас до сега не сум го доживел во ниеден град, доволно сум прочитал, доволно сум видел, и да не можете вие да ја казните. Од друга страна, ја гледам спрегата на Данела со СДС. Зошто? Затоа што ако се сеќавате на градоначалникот на Гостивар Армен Таравари, во одреден момент му ги зема дел од ингеренциите. Значи, СДС како сака да ја среди оваа шарада со цунамито Данела, може да ги одземе ингеренциите и она само да има условно функција како градоначалник без никаква надлежност. Она што го направи со превозниците, со мостот, со силувањето на граѓаните, тоа не го прави нормален човек. Кои се твоите предвидувања, че имаме ли предвремени избори или тоа? Не, ќе си има редовни избори во кои СДС ќе доживее цунами, во кој сигурен победник ќе биде ВМРО и се надевам дека ќе имаме добра опозиција која ја гледам во одредени партии. Те благодарам многу што беше. Благодарам и на вас на поканата. Со оглед дека останувам и натаму на линија и те очекувам у наредни емисии. Благодарам. Почитувани, јас ќе замолам за разбирање со оглед и мојот соговорник. Посветив овие 5 минути колку се за македонскиот голем обединител. Јас како ќе речам тој еден уметник кој денеска навршува 16 години од неговото заминување од овој пијачечен привремен живот во секој случај, Тоше Проевски, кој има една песна оставено, а асоцира и алудира сепак на фактичката ситуација на Македонија, се вика Цреша. Еве ја ќе ве поздравам со таа песна и навистина би ми изразил големо сочувство уште и на родителите и на целата македонска јавност, бидејќи изгубивме еден голем македонец. Пријатна вечер.
Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.